Заменичката министерка за здравство Маја Манолева не се чувствува виновна за хаосот на хируршките клиники и не размислува за оставка. Таа денеска ги седнала на маса директорите на клиниките, каде било договорено дека допрва треба да се објави тендер за набавка на нови компресори за клинички. Вели дека побарало двата помошни хируршки центри, Градска болница Свети Наум Охридски го 8 септември, кои се соочуваат и со неголемиот товар со пациенти, да поднесат барање за распределување на медицинскиот персонал. Предметот е во јавно обвинителство, би оставила на надлежните институции да проверат и да кажат каде е одговорноста. Она што е одговорност треба да го кажат други, но она што е моја задача, лично сметам дека ја извршувам одговорно и се трудам овој проблем да го надминеме. Манолева не е загрижена за колапсот на клинички и тоа што илјадници пациенти се оставени да чекаат за потребните операции. Најголем проблем е што од ден на ден бројот на болни кои чекаат интервенција енормно се зголемува. Започнувајќи од утре веќе почна да доставуваат извештаи за итни, за сработени итни и елективни интервенции кои што се направени на секој од клиниките посебно, а истовремено и тоа на дневно ниво, а истовремено на неделно ниво да се доставува извештај за побаран, но и обезбеден персонал кој што го побарале Градската општа болница и 8 септември. Каков газ и смрдеа се шири во хируршкиот блок и дали ќе се смени компресорската станица на клинички, ќе се знае деновиве. Иако дел од докторите најавуваат дека денеска со помошта на дворешни компресори ќе проработат хируршките сали. Тоа не се случи. Ниту еден директор од клинички не собра храброст и не излезе во јавност да објасни колку оперативни зафати се одложени и што се случува со хируршките клиники. И покрај тоа што од заеднички служби топката ја префрлија кај нив. Единствен што јавно кажа дека хирурзите функционираат во импровизирани услови, а пациентите се во агонија поради пролонгирање на интервенциите, беше директорот на Стара градска болница доктор Љубен Арсенков. Тој алармираше уште пред една недела дека здравствените власти треба итно да се фатат за работа и да го решат проблемот најбрзо што можат.